Досегашните пријавени деца за престој во градинките во Тетово го надминаа расположливиот капацитет на истите. Од секторот за јавни дејности велат дека бројката оваа година бележи пораст, а за недоволниот простор ќе се бара решение преку анализи за можни доградби. Вкупно до сега имаат пријавен интерес за упис во градинките 587 деца. Не задоволува овој интерес на родителите за да ги вклучат нивните деца за предшколско образование, за сместување нивно во градинките, но од друга страна се појавува проблем за сместување на тие деца во досегашните објекти кои што ние ги имаме на располагање. Така да локалната самоуправа прави анализи на можностите како овие деца ние ќе можеме да ги вклучиме во градинките и како резултат на тие анализи да видиме после што ќе може да се направи во оваа насока. Се разгледуваат можностите за прием на тие деца во капацитетите што ние ги имаме и тоа се разгледуваат сите можности за тоа. Со започнувањето на распустот се намалува и бројката на деца кои се изгрижуваат во градинките. За летниот период таа е очекувано ниска. Деца има во градинките, но интензитетот на работа е малку помал, така да и фреквенцијата на децата во градинките е помала, имајќи ги предвид дека е време на летни распусти, дека и бројот на деца кои што заминуваат на летни распусти е зголемен. Од друга страна, имајќи предвид дека е и распуст во дека и образовниот процес е во распуст, така да тоа е една појава која секоја година се повторува. Значи за овој период може да се каже дека бројката на деца кои се во градинките се намалува, но од септември почнуваат повторно со зголемен интензитет децата повторно да се враќаат во градинките. Градинките освен згрижување нудат и едукативни програми со цел подобра подготовка на децата за предстојното школско учење. Изучување странски јазици, драмски секции и приредби се само дел од овој процес. Од секторот за јавни дејности велат дека колку што им дозволуваат можностите, успеваат да ги задоволат потребите за згрижување на децата во предшколскиот период.